луѓе кои ќе му кажам што да прават и гледам по 10-15 дни има резултат. И си велам море, се што му кажав прави. А тие што ми велат, се што ти кажав правам некако не сламјам, значи лажи. Нешто нема или јадис ноќе скришно навечер фрижидиро готвора, или не преко што треба нешто, иначе нема шанси да не слави, така не? Ославе ти нешто? Па сум ослабен 1 кило. Да колку време идеш, 1 месец? Една недела. Една недела ќе вежбаш? Да. Па добро, 1 кило. И уште едно прашање од еден другар, сакаше да ве прашам. Имало дефиниција на мускул и маса на мускул. Пак што е тоа дефиниција на мускул? Дефиниција е кој е вака кожата кој ќе се направи така. Кој ќе се знае се. Значи да нема ич масно ткиво, а маса е секојаш оди знаеш како оди по ритм, например, треба да клеш прво маса, значи да се зголемиш уво-се или материјал да собериш и после да почнеш да ја градиш, да ја делкаш куќа. Како овие што се скулпторите ќе прават фигура некако ќе вајат. Прво излека како купна глина и после полека ја ваја. Значи ако не клеш маса, или пак маса треба да биде квалитетна, ако не клеш квалитетна маса, поќе ќе се мачиш после за да ослабиш, за да ја готовиш масното ткиво. Најбата разлика во килажа на професионалните такмичари што ја прават е 8 кила. 8 кила плюс има на маса. Ги тргат и 8 кила спремени за такмичење. 10 нека бидат. Са некои луѓе порано му бедве, леве ќе клам маса и после ќе скинам 30 кила. Што маса значи кладе? Значи кладе неквалитетна маса. Да. Ја зема вреќата за чемento, ја носи целазем и после ја фрлам. И зашто кладе таква маса немаше потреба никак. Друг некој да праша нешто? Друг некој да има некој проблем? Не си имал микрофон. Или да дојде. Ти... Секоја чест за тебе. Фала. Како што гледам, има присутни доста. За прв пат супер. Да. Сакам да те прашам, дали може стимулативните средства да се заменат преку храна? Може. Бидејќи знаеш, сите недозволени средства, сите одат на допинг контроли и така, оти се работи за варно надпреварување олимпијада. Вака, пример, мора да ги поделиме тие средства. Значи, дозволени и недозволени. Значи, дозволените средства не се штетни, а недозволените средства се штетни. Дури и тие недозволените средства, ако се земат и дозират правилно како што треба, и тие не може да бидат штетни. Например, 100 амдоли, ако се напиеш, ще знае дека се штетни. Не може да не се штетни. Значи, се ако правиш со план, со контрола, нема да има штет. Се има луѓе што не ќат да земат додатни средства стимулативни, сакат на природен начин. Сега, зошто се измислија додатните средства? За да стане некој поголем билдер, да види на поголема маса се зголеми, значи треба да прими огромна количина на протеин. Уствари точно се знае. За да зголемиш мускулната маса, треба да примаш 3 грама на протеин на кило телесна тежина. Ако си 100 кила, треба 300 грама протеин дено да примиш ти. Сега, за да примиш ти 300 грама протеин дено, одма да почнеме да рачунаме. Во кило млеко има 30 грама, во 100 грама месо има 20 грама, во едно јајце има 6 грама, со се жолчка, иначе во белката има само 3. И треба треба огромна храна да изедиш за да можеш да растеш. И затоа тука после што се овие научниците ги измислија тие додатоците. Ако јадиш 6 пати или 8 пати дено толку огромни количини на храна, постои опасност да гледаш масни наслаги. Ако гледаш масни наслаги, значи не си постигнал ништо. И затоа ги измислија тие додатни средства да можеш да јадиш 4 до 5 пати дено и плюс додатните средства и да дојдеш до некоја кондиција, до некоја форма на телото. И плюс од многу јадење се прошира желудникот. Например, јас новите шампиони во бодибилдинг што се сегашните не ги бендискам. Оти стигнаа до некој страшно огромно ниво што поќе естетски не речи на ништо. На моја висина 135 кг дефинисам. Ама кога се свртат во профил вака, и кога ќе почне да диша тако има стомашни и ти се чини дека има стомак. Значи за да биде тој толкав голем, кузна и колкава количина на храна јади и го има проширено желудникот. И кога ќе стегни стомачите му се зна стомаш, ама кога ќе опушти стомано му се зна и стомак. Кај старите билдери тоа никогаш го немаше, кај Шварценегер, например до 90 Френк Зен
ali до која година сакоја беше 89-99. 99-та последен пат, 99-та, 2000-та, дотоаш веќе беа супер шампионите. Личеа како што треба, пазеа на естетика. Сега одат да бидат се поголеми и поголеми, земат хормони на раз, земат 300 глупости и се нарушува естетиката. А целта е да вижбаш ти, за да изгледаш убаво, не да изгледаш ко будолжев некој. Страшно. И така, до комуналец нема будолжеви. И така. Ајде да прашам. За ракијата? Не запори. Овој во клубот ајде не пее, се кива ракија продај, јас ракија против немам продај. Од каварарци дојде го пуштија тука. Кој купе толку ракија? Шо клубот? Моето е дозволено средство. Да. Праше. Дали мелатонинот делува на сите подеднакво? Како? Мелатонинот. Да. Дали на сите делува подеднакво? На сите. На сите. Мелатонино, не знам дали имате гледано сега последно време кога ги дават овие кикбокс и Ultimate Fight што се, го прашва еден, како успеваш да немаш трема, а утре ти е мечот и како немаш нервозата да ја преспиеш ноќта пред мечот. И знаете, јас бодибилдинг како никој не ме тепа навине, пак имам трема, сите имат трема, така без разлика дали е фул контакт, дали е бокс. Мелатонино е тоа средство, многу убаво средство што го измисли италијанците и што многу убаво делува на организмот и се пие едно апче, вечерта преспие никако поќе од едно, за да ја преспиеш мирно ноќта, да паднеш во длабок сон и наредниот ден да бидеш спремен. Исто мелатонино го спречува и старењето. Значи, и го зголема природниот тестостерон натре во телото што го имаме, значи го котира на зголемено лачење. Значи мелатонино е многу убав, али не се користи долго време. А на сите делува исто. Значи не можеш да си земиш се мелатонин и да си пиеш секоја вечер месец дена, не е убаво за организмот. Значи тоа се употребува максимум недела дена, ако си под некој стрес, имаш проблеми, губиш тежина, немаш апетит, важни настани се пред тебе, тогаш можеш да си напиеш така недела дена, само едно апче навечер пред спиење пола сат и после заспиваш цврсто. Имам пробано на мене, многу делува. Дали тоа сега ако се зема средство, да речеме мелатонинот, може да каже после 2 месеци на допинг контрол? Не каже на допинг контрола. Значи тоа не спаѓа во забранените средства. Мелатонино се лачи во текот на ноќта, значи кога ќе нема светлина и затоа кога ќе го испиеш мелатонинот иди за спиење. Значи може зголемуваш количината на мелатонин во организмот твој, а тој најпој ќе се лачи кога ќе се стемни кога иди ноќта. Во светлина значи го нема. И затоа кога ќе се напиеш од него пред спиење, затоа добиваш така убава сон. Иначе не е забранет и да го откриет на допинг контрола нема гајле ништо. Само да прашам, како се користи L-карнитинот и која е разликата на протеин, аминокиселини, БЦ и глутамин? Глутамин, аминокиселини и БЦА. БЦ и L-карнитинот како се користи? Не, мислам, за разлика ме праша за БЦА, глутамин и аминокиселини. Која е разликата меѓу нив? Од L-карнитинот нема врска со нив. Значи, и БЦА се аминокиселини, и глутамино е аминокиселина, и аминокиселините се аминокиселини. Сега, глутамино е одвоена аминокиселина која многу допринесува до зголемање на мускулната маса чисто. Значи без масни наслаги. Со глутамин ако се зема, и глутамино не се зема многу, се зема 10-15, максимум 20 грама значи, на ден. Значи тоа е особината на глутамино. БЦА-та се одделени есенцијалните аминокиселини, од имаме не есенцијални и есенцијални аминокиселини. Есенцијални се тие наши ни требат. Во бодибилдингот за да се зголеми мускул тие се 22 наброи, знаеш. Аланин, аргинин, таму да не ги набројувам сите кои се. Са БЦА-та се и тие како глутамино одделена форма од аминокиселините. И затоа повеќето се земат глутамин и БЦА пред такмичење. Значи чисто ја зголемат мускулната маса. И на крајот третите аминокиселините тие ги имат сите, али имат
БЦА исто се конзумира, значи зависи ако е во прашак се консумира 20 до 30 грама на ден, ако се таблети, зависи колку милиграми се таблетите, од 6 до 10 таблети на ден. Ако се послави може 15, има и аптеките есенцијални БЦА ги продават за тие се послави се пијат и по 20 ден. Значи аминокиселините се многу важни за изградба на мускулното ткиво. Во секој протеин ги има аминокиселините. Сад некој, например, сака да ги земе одделно, неки да земи протеин, толку сака да земи и протеин и аминокиселини одделно, за да може чисто да порасте, да може да изгради мускулната маса. Еокарнитино е за слабење. Значи, еокарнитино се препорачува за луѓе што не се екстремно дебели. На екстремни дебели луѓе треба да му се препорача, например, рапид кат, нешто појаки, што се овие фетбърнери, топачи на масти, значи многу појаки. А еокарнитино е многу убав, пошто не е штетен и го штити мускулот на срцето, на срцевиот мускул го штити. И убаво е да се земи кога не си екстремно дебел, али имаш маслени настраги, например некои мали, и сакаш да ги остраниш, и многу е убав пошто го чува мускул. Има другите топачи што се појаките, кога се слабеат, се слабеат тогаш. Тие се направени да ги топат само мастите, ама постои ризик, пошто ти го спречват некој апетитот, прат како да си заситен од во нив има и кофеин и таурин клава за да имаш енергија. Затоа топачите на масти се пијат пред тренинг и осеќа жежи целиот, ги претвора мастите во енергија и тогаш го пеш тренинг многу појак си. И тогаш поќе се топат мастите. Значи еокарнитино е супер средство. Значи намените за останување на масни настаи, ако не сте екстремно дебел и го чува мускуло и пред такмичење се користи многу. Јас го користам пред такмичење. Значи без никаков страх дека ќе ти го ослаби мускулот. Друго нешто? Да, еве има луѓе што има продавници. Се може да си набавите таму да си купите. Здраво. Дали преголемиот внес на протеини во телото ги претвора во масти? Да. И преголем внес на